се, добри се. Гости сакате? Како не, добре дојдени се станувно. Сензори, што користат во фармација, на медицина, Се обадуваат први, уствари јас Сте, добри се. Добре, најдов. Да видиме што работите, како работите. Бирото за медиите го Франција, ова секунда која е на крај. Еве едно наше манометрче кое што не служи така. 145. Резолуција во микрометри, значи, доста софистицирана. Благодарам, дозволете и јас да се обратам, почитуван министер за економија, директор на Државниот пазарен инспекторат, директорки на Бирото за метрологија, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Нашата влада и посебно институциите во нејзин состав надлежни за овие активности постојано водат грижа и ќе водат грижа за унапредување на стандардите и квалитетот на услугите кон граѓаните. Посебно внимание во таа насока се посветува на квалитетот на нафтените деривати, кои како доминантен енерген во транспортот и сообраќајот мора да бидат ставени под засилен мониторинг во однос на нивните енергетски стандарди, но исто така и во однос на контролата на дозволеното ниво на штетни материи како закана за животната средина и за здравјето на граѓаните. За квалитетот на нафтените горива во Република Северна Македонија се грижат акредитирани лаборатории за нафтени деривати. Овие лаборатории ги имаат усвоено најновите европски стандарди за квалитет на горивата и сите, согласно законската регулатива, мора да ги задоволуваат тие квалитети, а за резултатите кои произлегуваат од овие лаборатории не треба да постои никаков сомнеш. Сепак, како мерка на дополнителна грижа за квалитетот на горивата и за квалитетот на услугите кон граѓаните, државата презеде мерки за ад-хок мониторинг на контролата на квалитетот на нафтените деривати. Остварувањето на таа цел не собра денеска овде сите на оваа промоција на мобилна лабораторија за испитување на хемиските вредности и физичките константи на јагле водородите во нафтените деривати. Мобилната лабораторија, која ќе биде опремена според највисоките стандарди, со софистицирани инструменти кои ќе мерат 9 карактеристики на нафтени горива, ќе овозможи на лице место, на терен, да се провери квалитетот на горивата и дали се тие согласно пропишаните стандарди. Станува збор за конкретни чекори на мониторинг на целиот пазар, со цел граѓаните да можат реално да видат кој го пласира, како го пласира и со каков квалитет го пласира горивото во домашниот промет. Оваа нова активност на Бирото за метрологија, кој ќе ја менаџира работата на современата мобилна лабораторија, представува чекор напред во поглед на заштита на потрошувачите. Со воведувањето на овој национален мониторинг, бидејќи мобилната лабораторија ќе овозможи да биде покриена целата територија на нашата земја, нема да има потреба од користење на услуги од дополнителни лабораториски испитувања надвор од границите на државата, како што впрочем и досега се правеше. Од почнувањето со работа на оваа мобилна лабораторија за испитување на квалитетот на течните горива и течните нафтени деривати има клучна улога во процесот на освојување и хармонизација на националното техничко законодавство со она на Европската унија и секако неговата практична примена. Со јакнењето на капацитетите на Бирото за метрологија се обезбедува повисок квалитет на услугите кон бизнис заедницата, потрошувачите и граѓаните. Она што е дополнителна вредност на денешната промоција е и директната соработка и поврзаност на Бирото за метрологија со Државниот пазарен инспекторат. Инспекторатот, чии капацитети од денеска се засилени со нови 13 возила за работа на терен. Заедно со мобилната лабораторија на Бирото за метрологија ќе соработуваат на терен во ад-хок мониторингот на квалитетот на горивата и ќе имаат можност веднаш да преземат мерки согласно нивната надлежност, доколку на одите на лабораторијата потврдат нарушување на стандардите и квалитетот на нафтените деривати. Поддршката за развојот на метрологијата, како и целокупната инфраструктура за квалитет во интерес на граѓаните и натаму останува приоритет на нашата влада. Во таа насока и двете институции им посакувам успешна соработка со препорак секогаш пред себе да го имаат
интересот на граѓаните, кои заслужуваат секогаш да ги добиваат најдобрите услуги и најквалитетните производи согласно европските стандарди. Напоменуваме, наша намера не е да казнуваме, но секако да укажуваме, да превенираме, за да може да ги заштитиме граѓаните и добро да им служиме. Доколку секако се повтарат прекршоците, тогаш ќе доаѓаат и казните. Но истовремено тоа ќе помогне и во отстранување на лојалната конкуренција и максимализација, што е најважно за заштита на здравјето на граѓаните. Благодарам.